почитувана претседателке, сосема легитимно прашање од почитуваната колешка Бендевска. Сметам дека треба да идеме во насока на едно мало дообјаснување што е коректно. Во вака предложеното законско решение, јас сметам дека не само што не се врши дискриминација, туку дискриминацијата се отклонува на начин на кој што им се дава можност и на оние кои што се внатрешни вработени во друштвото да бидат дел од раководните органи на друштвото. Бидејќи досега имам чувство на вака поставениот закон кој што во овој момент е на сила, се однесуваат дискриминаторски конкретно кон оние лица кои што се вработени внатре во друштвото и не им се дава можност да тие едноставно партиципираат во органите на институцијата за која што имаат најголемо познавање. Такво нешто во државата, ето бидејќи јас сум потпишан на законот, го имаме на пример конкретно во институцијата Електрани на Македонија. Ако мене ме прашате согласно тоа што вие го кажавте како уставно начело дека секој пратеник може да менува закон, ја лично сметам дека ние и размислуваме во таа насока, лично барем јас како пратеник, и тоа сметам дека во овој мандат додека имам можност до крај би го заокружил. Не сметам дека било која институција во државата треба да има дискриминаторско право кон оние кои што се вработени внатре и кои што би можеле да партиципираат во органите на управување, конкретно во обвинителството и во судството. За мене навистина е нелогично зошто оние кои што се судски соработници или обвинителски соработници не може конкурираат да бидат суди и обвинители, не може да се запишат на академија, кога тие кои што поминуваат низ предметите најдобри практики ги извлекуваат и најповеќе знаење имаат и искуство од сите оние кои што би се запишале на академијата само заради тоа што не се дел од судството. И сметам дека тој е уште еден нонсенс во нашата административна поставеност која што се ја влечеме со години, и нашата интенција беше барем во ова друштво со оглед на позитивните финансиски импликации кои што ги покажува во последните неколку години да дадеме можности оние кои што се најкомпетентни, оние кои што се соработници внатре во институцијата да го изразат своето знаење на начин на кој што тоа се прави и во Електрани на Македонија како институција која што сега во овој момент можам да ја употребам како пример. Така да во овој момент таква не беше интенцијата на оние кои што го поднесовме законот. Благодарам.